Почитувана заменик министерке, оно што ќе го заклучиме на крајот од работењето на оваа ке влада е и заклучокот дека станавте пупуневажи влада. Помпезното најавување дека ќе донесете огромен број на странски инвестиции во државата, очигледно можеме да го заклучиме дека и оние што ние макотрпно работевме во времето на ВМРО-ДПМН кога беше на власт да ги донесеме, ги избркавте, бидејќи докажавте дека не знаете да работите. Би сакала да ве потсетам дека секој еден сериозен инвеститор, странски инвеститор, кога доаѓа и прави проекција за својата инвестиција во одредена држава, тој прави проекција за најмалку 10 години како ќе се развиваат неговите планови за инвестирање во одредена држава. Но во ваква држава во која што утре не знаете што ќе ве снајде, не можете да направите проекција и можеби тоа е една од причините зошто најголемиот број на странски инвеститори кои што ветија, односно дадоа изјава дека ќе дојдат во Република Македонија на крајот пред да почнат да работат тука се пишманија и замина во другите соседни држави. Ваква влада, можам да кажам дека вашата влада, која што повторно кажаме во заминување, на крај носи одлуки онака како што ќе преспие премиерот Заев, па Сабајлетот носи и таква одлука. Само да ве потсетам на она што и вице-премиерот Ангјушев, оној кој што беше задолжен за странски инвестиции, кажа дека воведувањето на прогресивниот данок нема да се зададе никаков удар на економијата, бидејќи ниту еден данок не се зголемува со исклучок на персоналниот за најбогатите 1% на кој што припаѓа и тој. Мерката ја оцени како апсолутно праведна и додаде дека прагот е определен по направените анализи во Министерството за финансии и од овој потек е зачуван интересот на младите интелектуалци во земјата. Не знам како одеднаш после толку направени анализи во Министерството за финансии, денеска имате нова анализа и целата она анализа која што претходно направивте одеднаш исчезна и сега имате нови анализи. И исто така би сакала да го поздравам вице-премиерот Кочо Ангјушев и да му кажам дека од зачувувањето на младите интелектуалци во Република Македонија со введувањето на ваков прогресивен данок, денеска излезе ново истражување во кое што вели дека 400 млади доктори во последните 6 месеци заминале од државата. Тоа е воведувањето на прогресивниот данок и тоа е зачувувањето на младите интелектуалци во државата. Ви благодарам.